This conference will now be recorded. Со неговиот начин на интерпретација на голем дел од работите кои што се случуваат во реалниот свет. Сликата нема да ја коментирам, иако ако ја прочитате, јас и Зоки сме како дата аналитичари, секој ќе кажеме дека една слика милион зборови, така да оваа слика опишува се. Јас ќе се обидам на малце поедноставен начин да објаснам многу накратко што представува анализа на податоци, односно што е data analysis и data analyst. Значи, генерално гледано, data анализис, односно анализа на податоци представува еден процес во кој што процес существуваат, има неколку чекори, односно најпрво се прави прибирање на податоците, и тоа податоците со кои што располага една компанија. Потоа нормално нивно моделирање, односно структурирање, за да може да воопшто да стане збор подоцна за некаква си анализа. Тука е вклучена визуализација на податоците и барање одговор, односно се трудиме секогаш во тој процес на анализа на податоци да разбереме што податоците сакаат да кажат. Значи, со други зборови, наједноставно кажано, е да може да разбереме што ни кажуваат податоците, а се со цел нормално да донесеме добри, навремени, брзи одлуки во поглед на работењето на нашата компанија. Да, се супер, ова звучи, но би сакала да разберам кои се придобивките. Што можете ли на поедноставен начин да ни кажете што податоците ни кажуваат? Бидејќи сите компании денеска располагаат со голем број податоци. Што тие податоци ни кажуваат? Апсолутно. Доста често ми се поставува прашање, претпоставувам не само на мене и на Зоки, па и на сите други кои што работат како дата аналитичари. Значи, јас ќе се обидам да одговорам повторно што е можно по едноставно, односно да низ пример и низ неколку прашања можеш и самата да го добиеш одговорот и ти како и слушателите. Еве го првиот пример, значи ќе земам два примери, едниот е многу едноставен пример. Ова претпоставува ширина познато ти е, ова е всушност извадок од нашите податоци, од нашата база, каде што го прикажуваме работењето во период од 4 месеци за 3 курсеви, односно секој од курсевите по колку групи сме имале месечно. Сега, ајде се обидеме да одговориме на едноставно прашање, гледајќи ја оваа табела, нешто кое што нели секогаш го правиме. Дали ќе можеш да ми одговориш кој курс во кој месец сме имале најголем број на групи? Најмногу во јануари курсот 2779 Analyzing Data with Excel, да, 31 група. Да. Ирена, извини, морав да бројам, не знам дали се приметуваше на камерата, само чисто да демонстрирам колку време ти требаше да одговориш на ова навистина многу едноставно прашање. Ти треба отприлike негде околу 5-6 секунди и тоа да земеме во предвид дека станува збор за многу мал број на податоци. Гледате, 4 месеци, само 3 продукти, а замислите ако ги ставиме сите наши курсеви тука, ако да речеме сакаме да анализираме од постоењето на СЕМОС едукација па до денес, тоа се 25 години како што кажа, значи тогаш верувам дека ќе ти треба многу повеќе време за да дојдеш до одговор на ова навистина едноставно прашање. Но самиот процес, реков, на анализа опфаќа и визуализација. Сега, доколку додадеме еден мал визуелен ефект на оваа табела, и ако сега те запрашам, дали може да ми кажеш кој е курсот кој што најмал сме имале во кој месец и кој курс сме имале најмал број на групи? Април, се гледа 2778, Analyzing Data with Power BI. Токму така. Значи, ова е само една многу мала визуализација, која што ни помогна да гледаш да донесеме, односно да си најдеме одговор на прашањето за кое што претходно ни треба на тој обем на податоци некои 5 секунди. Мислам дека веќе може да насетиш што е веќе и одговорот сама го знаеш, меѓутоа ајде да видиме малце посложен пример, каде што навистина ќе се расчисти што е, односно зошто ни е потребна таа анализа на податоци. Ова е повторно извадок од нашите податоци, од нашата база, каде што го препознаваш, нели, датасетот. Тука имаме информации за секој месец, колку групи
сме имале за повторно трите курсеви, односно курсевите кои што се опфатени со овој пакет. Меѓутоа, тука имаме и дополнителни информации за тоа што, нели, ние постојано се рекламираме. Не има и на LinkedIn, не има и на Facebook, радио, ТВ и така натаму. И менаџерите доста често се прашуваат затоа што, нели, самиот маркетинг значи повторно вложување на труд, вложување на средства, финансиски зборам. Менаџерите се прашуваат дали можеби маркетинг кампањите кои што сме ги имале ни помогнале да го подобриме нашето работење, односно со други зборови, дали го зголемиле воопшто бројот на курсеви кои што бројот на групи кои што сме ги имале. Значи, јас сега ќе те запрашам, гледајќи оваа табела, да се обидеш да ми одговориш на тоа прашање. Се насмеав затоа што навистина ќе частам ако успееш да одговориш. Да ми кажеш дали воопшто рекламите кои што ги имаме на Facebook, на LinkedIn, радио, ТВ, влијаат и колку влијаат на продажбата, односно на бројот на групи кои што сме ги имале. Малку тешко мислам. Можам да кажам што ми е логично, но со сигурност не би можела да кажам. Ќе оставиме логиката за малце на страна во моментов. Да, невозможно е, скоро невозможно е да се одговори. Да, може, ако земеме, нели, калкулатор, ако земеме некој ливче да пресметуваме разни математики. Да, може да кажеме, може да дојдеме до одговорот, меѓутоа додека да одговориш, јас може слободно кафе да направам, да се напијам кафе, па може и да го имам одговорот. Но ако ти покажам дека во Excel со 2 клика можеме точно да видиме и веднаш да дознаеме каква е, велиме, корелацијата помеѓу маркетинг кампањите кои што сме ги имале и бројот на групи кои што сме го оствариле или реализирале. Ова е всушност така наречената coefficient matrix, која што correlation coefficient matrix, која што всушност ние добиваме од Excel со, како што кажав, 2 клика и каде што веќе ни означено и може да кажеме со сигурност дека кампањата, односно нашето рекламирање на LinkedIn и те како влијае, односно има корелација помеѓу профитот кој што го остваруваме, односно со други зборови помеѓу групите кои што сме ги реализирале. Значи со 2-3 клика, нешто кое што претходно беше, да не кажам, скоро невозможно да се одговори, сега веќе го имаме пред нас сервирано и веќе можеме да донесеме и самата, знаеш, одлука каде би продолжиле и кој маркетинг канал во иднина би го користеле. Значи се гледа од, ако знаеме нормално да ја прочитаме оваа табела. А токму читањето на оваа табела ќе биде предмет и на изучување во нашите курси. Ти благодарам, Дејан. Мислам дека сега е јасно, Ирена, така? Апсолутно, ти благодарам. Јас би кажала кој беше чекорот. Значи, првиот чекор што доста од вас веќе го направија е пријавување на стипендијата за отворената летна менторска програма. Веќе морам да кажам дека има доста позитивен фидбек, некои веќе уплатија. Правилото оваа година ни е прв платен, би рекла, прв услужен. До минатата година правевме тестирање и оние што беа како подобри кандидати ги добиваа стипендиите. Оваа година поради ситуацијата одлучивме дека секој има можност да аплицира за стипендијата, само што сме ограничени со број 10 стипендии. Доделува Microsoft 10 стипендии во износ од 450 евра, каде што регуларната цена на официјалните курсеви, книги, лабови, вежби, предавања се изнесува 1500 евра во нашата програма. 450 евра имате стипендија од Microsoft, значи пакетот е 1050 евра, кој што е возможено платење на 6 месечни рати. Некои имаат и модел да дел од курсевите ги платат со дебитна картичка, останатите на кредитна картичка. Значи, за сите опции за платење ви стојам на располагање и можев да ви помогнам. Јас тука би го повикала колегата
Зоран Кимов, ако може малку подетално да објасни за самите курсеви кои што се слушаат во како data анализ професија во СЕМОС едукација, што би изучувале самите слушатели во оваа програма? Така Ирена. Значи, она што е битно да се знае за оваа програма е дека е концепирана на тој начин да овозможи сите слушатели кои што ќе дојдат на оваа обука да се стекнат баш со практични знаења, кои што знаења се потребни за да излезат во пресрет на сите барања кои што ги нуди модерното работење. Сите знаеме дека компаниите во услови на денешно работење се соочуваат со прилив на огромен број на податоци. Тој огромен број на податоци не доаѓа само од една бизнис апликација, значи не доаѓа само од софтверот со кој некоја компанија, организација или некоја државна општествена институција работи, туку тие податоци доаѓаат од најразлични извори на податоци. Затоа во работењето се јавува потреба не само од IT секторот, како сектор кој што се занимава примарно со бизнис апликацијата, туку нужно се јавува потребата од ново работно место, односно една позиција која што ние ја знаеме како дата аналист, односно аналитичар на податоците. Токму таа е задачата на аналитичарот на податоци, да ги собере податоците од најразлични извори, да направи дополнителни трансформации и модификации кои што понатаму ќе можат да се искористат за анализа на работењето. Од кога тие податоци ќе се модифицираат и трансформираат, најдобриот начин за прикажување на податоците до оние кои што треба да донесат одлуки, секако, тоа и го спомна и колегата Дејан, е истите да се визуализираат. Значи да не бидат представени во некоја форма табеларна каде што многу тешко би се интерпретирале, туку истите да се представат на визуелен начин. Сето ова, за сите овие потреби кои што се во реалниот сектор, Microsoft има креирано низа на алатки кои што можеме ние да ги искористиме како дата аналитичари и да ни олеснат како нашата работа, така и работата на оние кои што носат главни и битни одлуки за нашата организација. Така што оваа летна школа го нуди токму тоа. Запознавање комплетно со професијата дата аналист, која што во моментот е доста актуелна, а во иднина се очекува да биде и уште поактуелна отколку што е сега, затоа што знаеме дека обемот на податоци во иднина се повеќе и повеќе ќе се зголемува. Тоа би било на кратко во однос на професија. Зоки, дали сега менаџментот ќе биде посреќен со овој начин, бидејќи сепак тие убави дешборди, убави анализи? Така е, значи сето она што е потребно за да се донесе брза и квалитетна одлука, ние ќе видиме со конкретни примери, токму и во денешните демонстрации кои што ги спремавме јас и Дејан, ќе видиме како тоа изгледа. Значи што дата аналитичарот треба да направи за да тие податоци се прикажат во една динамична и real time, значи анализа во реално време. Ти благодарам. Секако би спомнала дека на секој од курсивите по завршување ќе работите на реални практични проекти кои што ќе бидат под менторство на нашите тренери Дејан и Зоран. Тоа ќе бидат практични проекти кои што ќе бидете поделени во два тима. Секој ќе има различни улоги во тимот. Ќе имаме презентирање на крајот секој по завршување на секој курс, презентирање на тоа што сте го научили и практично да го покажете. Морам да нагласам дека секој од кандидатите влегуваат во кариерниот центар на СЕМОС едукација, која што соработува со голем број IT компании во Македонија и која што препорачува идни кандидати за пракса или за вработување. Како една од обврските ова го правиме подолго време, затоа што секој од нашите тренери во своите извештаи по завршување на групата мора да наведе кој се истакнал од слушателите и кој е добар кандидат кој ги препорачува во нашиот кариерен центар. Но сепак би нагласила, онаа пракса и вработување
работување не секогаш зависи од нас, мора и вие да се потрудите и максимално да се покажете пред самите компании на интервјуто. Оваа понуда што ја нуди СЕМОС едукација се прави еднаш годишно. Драго ми е што повторни оваа година ја имаме. Книгите се официјални, преку SkillPipe добивате апликација од Microsoft код кој што ја активирате, имате пристап на лабовите 180 дена, значи по завршување на курсот да може да ги вежбате самите практични вежби кои што ги поминувате во текот на курсот и сертификатот кој што го добивате не е од СЕМОС едукација, сертификатот за ислушан курс е од Microsoft, сосема валиден во цел свет. Дали ќе го слушате курсот во Европа, во Америка, значи таа е содржината, таа е програмата, тие се лабовите по лиценца. Тренерите со долгогодишно и практично искуство, како што и самите спомнаа, значи доаѓаат со бекграунд во дата анализа и секако обуката ќе биде онлайн преку текот на летото. Придобивки секако има и за IT компаниите, како што спомнав, имаат ексклузивна можност за сите оние најдобри кандидати да ги препорачаме за идна пракса или вработување, но и тоа е можност на некако и да ја зајакнеме IT заедницата, кој што се повеќе има побарувања од сертифициран и едуциран кадар. Што ќе научите во текот на, ќе видиме, ќе ни представат нашите колеги, што ќе се учи малку преку практични примери. Значи, ова се официјалните бројчиња на Microsoft, кои што ќе ви ги покажат и како можете да ги најдете на microsoft.com сајтот и да пристапите. Првиот курс е Writing Analytical Queries, каде што ќе работите 6 дена по 4 сати, попладне ќе се одбиваат часовите, пример од 5 до 9 ако доаѓаме, тоа се 6 дена по 4 сати, официјалниот курс е 3 дена, сегде во свет се држи 3 дена по 8 сати, ние го разбиваме во 6 дена по 4 сати, добивате практичен проект, правиме 2 недели пауза, негде средина на јули почнуваме со 2779 Analyzing Data with Excel, го проширивме само со плюс статистичките функции, значи тамо е 32 часа, исто така попладне од 5 до 9, 8 дена доаѓање по 4 сати, повторно 2 недели пауза, добивате практичен проект конкретно за прочистување податоци од Excel, каде што треба да изанализирате едни убави фенси дешборди да направите и треба со презентација да не ги презентирате финалните проекти. И секако средина на август, после тие 2 недели пауза, го посетувате официјалниот курс Analyzing Data with Power BI, ја што викам шлагот на тортата, најмоќната една алатка за анализа и број 1 алатка за дата анализа во светот, според Гартнер. Курсот е 24 часа, 6 дена по 4 сати. По завршување на курсот добивате датасет кој што треба убаво да го изанализирате и да го представите преку Power BI. Секако нашите тренери ќе ве подготват и оние што сакаат по завршување на курсивите за официјалните за стекнување на официјалната титула од Microsoft Certified Solution Associate BI Reporting. Би сакала со полагање на 2 испита, тоа е со Analyzing Data with Excel и Analyzing Data with Power BI. Значи, овие 2 курса се потребни за положување, за да може да се стекнете со официјалниот Microsoft сертификат MCSA BI Reporting. Би го повикала мојот колега Зуран да ја представи малку преку практичен пример што значи анализа на податоци со Excel. Сите сме научени некако на традиционалниот начин на работење на Excel. Што ни помага овој курс? Што е поразличен од другите курсеви? И зошто баш овој курс да го посетуваат? Така Ирена, малце сега ќе навлеземе подетално во самите курсеви. Значи до сега видовме по-генерално што професијата дата аналист означува, меѓутоа сега на кратко би ги представиле и програмите по-одделно по курсеви. Она што би го започнал прво, гледате нели на самите екрани, е содржината на курсот, меѓутоа она содржина која што ја имаме нели во презентацијата, јас би ја надополнил со тоа што би демонстрирал како може да пристапите кон истата на официјалната интернет страна на Microsoft. Значи истата програма која што ќе биде дел од летната школа, можете да најдете на microsoft.com
/learning, со тоа што веднаш после отварањето на оваа страна во делот кој што е за тренинг, ќе кликнете на инструктор led courses. Во оваа секција, значи во овој дел на официјалната Microsoft интернет страница, може да дојдете до подетални инструкции и подетално запознавање на тоа што точно ќе се учи во курсот. Значи нашиот курс кој што во моментот го разгледуваме е 779. Во делот за пребарување ќе напишете 779 и ќе го добиете Analyzing Data with Excel. Во овој дел гледате дека во детали е опишано сето она што ќе го изучуваме. Гледате дека на официјалната интернет страна курсот е планиран 3 дена. Значи секаде во светот во најголем број на земји се изучува 3 дена, меѓутоа за да се прилагодиме на условите на нашиот пазар, ние го направивме тоа да биде 6 дена, по 4 часа, значи вкупно 24 часа да трае еден курс. Со тоа што кажа Ирена, за Excel курсот додадени се уште 8 часа во кои што ќе го анализираме и статистичкиот модел кој што може да се користи во Excel како алатка за анализа на податоци. На самата страна може значи да ги видите и останатите информации кои што се прикажани за овој курс. Еден краток overview, значи преглед на се она што ќе се учи во курсот за Excel, како и некои детали кои што се однесуваат на тоа кои точно лекции, кои вежби ќе ги работиме во поодделните модули. Значи, она што ќе го изучуваме покрај Excel моделот, кој што се изучува во модулот 1, ќе го изучиме и дата моделот во Excel, кој што ќе биде централна тема на курсот за Excel, и понатаму ќе има 4 модули, преку кои што ќе се запознаеме со тоа на кој начин можеме да ги импортираме податоците од различни извори на податоци, како што се фајлови, бази на податоци, импортирање од повеќе, импортирање на податоци од други Excel репорти и така натаму. Значи на официјалната Microsoft интернет страна може да добиете подетални информации за самиот курс. Најдоле секако кои се основните предуслови за да се пристапи кон овој курс, како и регистрирање во Microsoft заедницата. Значи, тоа беше на кратко запознавање со содржината на курсот и сега јас веднаш би преминал кон една демонстрација, практична демонстрација на тоа зошто е потребно Excel да биде дел од оваа летна програма за дата аналист. Сигурно истото се запрашувате вие, а и сигурен сум дека најголем дел од вас веќе го користат Excel како алатка за некаков вид на анализа на податоци и најчесто најголем дел од нас, нели вклучително и мене и колегите наши, ги користиме класичниот модел на анализа, а тоа е со табеларен приказ на податоците. Сигурно оваа табела... Се слушаме? Да. Случајно примерот е инспириран од Excelот на една наша драга колешка Ирена? Види, Дејан, така е, може да биде Ирена, меѓутоа може да биде било кој од нас, затоа што... Да, точно. Така, сите ние кога сме почнувале со било каква анализа на некои податоци, првично за што сме го користеле Excel е креирање на некоја табела. Понатаму, она што не водело интуитивно и она што било логично е на некој начин да ги означиме оние трансакции или оние редови кои што се, да речеме, најлоши во нашата низа на податоци. Тоа најчесто го правиме со црвена боја, па ги обележуваме, и оние податоци кои што ни се, или оние трансакции кои што се најдобри во низата на податоци, ги боиме со зелена боја. Па така, ние интуитивно, значи подсвесно, користиме некаков тип на визуализации.
Меѓутоа, дали е ова доволно? Сигурно сите сме се соочиле со ситуација кога, без разлика колку и да се трудиме да ги направиме извештаите добри, на крај резултатот некако не сме задоволни од резултатот, бидејќи гледате, имаме голем број на колони, голем број на редови внатре во фајлот, па внатре во самиот документ имаме повеќе работни шитови за кои што правиме најразлични типови на извештаи и се обидуваме да ја олесниме работата со тоа што ќе воведеме и некои филтри. Па можеме да филтрираме по град, по тип, по продавница, по тип на производ, можеме да филтрираме по категорија и така натаму. Меѓутоа, кажав, значи, сето ова некако не е доволно да ги задоволиме потребите на бизнисот. Она што сакаме да го предочиме на курсот е да научиме како овој начин полека да го отфрлиме од нашето секојдневно работење и да дојдеме до една ситуација да крајниот извештај, значи кога ќе биде приложен до оние кои што носат одлуки, изгледа на овој начин. Ова е, значи, еден така наречен дашборд, на кој што сите анализи кои што се потребни за бизнисот, кои што се најгенерални во нашиот случај, како што е тоа вкупниот приход за 2020, вкупните продадени количини за 2020 или просечната продажба, ги представиме на еден така наречен дашборд. Гледате дека јас не користам во мојот пример голем број на работни шитови, туку сите податоци се визуализирани на едно место. Зуки, те прашала само рече визуализација. Често пати луѓето мислат дека ако направат графикон дека тоа е визуализација или дешборд исто спомна како термин. Така е, визуализацијата е некаков, само визуализацијата поединечна како таква е некаков напред. Меѓутоа, тоа е само една прикажување на една димензија од нашата анализа. Затоа се прикажани и останатите визуализации токму на еден дашборд, каде што може во исто време да се споредат различни типови на анализи. Гледате дека во мојот дашборд имаме, значи, тренд по месеци, имаме рангирање на производите од најголеми продажби кои најмали и така натаму. Меѓутоа, она што е уште побитно е тоа што сите овие визуализации се меѓусебно поврзани и можат да имаат интеракција. Што тоа значи? Тоа значи дека со селектирање на некој од овие филтри, кои што ги имаме поставено во десниот дел од екранот, понатаму добиваме комплетна анализа согласно нашите филтри. Чисто за демонстрација, доколку сакаме да ги видиме резултатите на работењето само во првиот квартал, кликаме во делот кој што е за филтри за прв квартал и гледаме како со еден клик веќе целиот дашборд добива сосема друга форма и добиваме информација за работењето во првиот квартал. Доколку сакаме да ја направиме анализата за вториот квартал, кликаме на филтерот и гледаме како сите визуализации се интерактивни и меѓу себе комуницираат. Табеларниот приказ е исто така дел од дашбордот, доколку некои од нашите претпоставени или донесувачи на одлуки сакаат истото да го видат табеларно, тоа можеме да го направиме со Excel како алатка за анализа на податоци. А Зуки, што се случува со оние 40.000 редови во Excel кога ќе се пополнат? Што правиме во таква ситуација? Така, значи класичната анализа на Excel претпоставува и лимит, односно ограничување во бројот на редови кои што го возможува доколку работиме како оној класичниот модел, односно доколку работиме во табеларен приказ, така што тука сме лимитирани до анализа на податоците до 1.000.000 редови. Тоа не е случај со анализата на податоци со дата модел. Но уште што е побитно, Ирена, сакам да го сега тоа напоменам во овој момент, е тоа што сите апдејти кои што доаѓаат, сите нови резултати од работењето ние можеме да ги добиеме во истиот извештај со еден клик.
Тоа работење во класичниот Excel модел не е возможно. Што тоа значи? Гледаме дека во нашата анализа ние имаме податоци заклучно со 1.6.2020 година. Меѓутоа, сега сме нели 9.6 е датум. Што правиме со останатите податоци кога ќе ги добиеме од нашиот IT сектор одеднаш? Дали ние ќе правиме дополнување на нашата гломазна табела во класичниот Excel модел? Секако дека не. Она што треба ние да го направиме, а претходно е подесено во дата моделот, е да ги најдеме оние фајлови кои што се однесуваат на продажбите од 2.6 до 9.6, а претходно сме ги добили од нашиот сектор. Да ги копираме и да ги внесеме во фолдерот кој што ни представува извор на податоци за анализа. Гледате дека последен датум на анализа е 1.6. Ги копираме сите фајлови тука кои што сме ги добили од нашиот IT сектор и она што треба да го направиме и што е наша работа како дата аналитичари да го дадеме финалниот резултат, погледнете, е кликање на копчето рефреш. Со кликање на рефреш во позадина, Query Engine-от поминува, гледате доле десно дека Excel-от во позадина работи, значи Query Engine-от работи и сега би требало да видиме како податоците ќе се апдейтираат, значи ќе се ажурираат, погледнат. Значи сега што туку се случи таа магија, јас би рекол на Excel, кога со еден клик на копчето рефреш добивме податоци и за останатите денови кои што ни беа потребни за анализа. Тоа е она кое што би сакал да го напоменам, почитувани присутни, дека на овој курс кој што ќе дојдете и кој што би го посетувале, ќе го научите, ќе го исфрлите традиционалниот начин на анализа со Excel и сигурен сум дека овој начин многу ќе ви помогне во секојдневното работење и дополнително оние што не се вработени ќе им го збогати нивното CV при некое идно вработување. Јас би завршил, Ирена, со демонстрацијата, се надевам дека беше интересно и дека и слушателите нешто од ова научија. Ти благодарам, Зоки. Па, Дејан, ако можеш да ни представиш твојот дел? Секако, Ирена, се слушаме така? Се слушаме, да. Супер, окей. Значи, повторно и јас како Зоки, значи ќе отидам на Microsoft сајтот /learning за да побараме од таму информација за првиот курс, односно да видиме кои се темите кои што се обработуваат во курсот PS5232 Writing Analytical Queries for Business Intelligence. Пред да започнам со објаснување на што е тоа што ќе го научиме, сакам да напоменам една многу битна работа. Ирена неколку пати спомна вежби, Зоки исто така спомна. Сакам само да кажам дека официјалните Microsoft курсеви се организирани на следниот начин. Значи имаме три главни сегменти во прво, организирани се во модули. За секој курс имаме различен број на модули, а секој модул се состои од три главни сегменти. Прво имаме теорија која што е објаснета од самиот инструктор, а потоа имаме практичен пример што се нарекува демо, кој што повторно е работа на инструкторот да покаже практично тоа што сме го совладале, нели, тоа за што сме зборувале во соодветниот модул. А на крајот секогаш завршуваме, како што рече Ирена, со шлагот, а тоа е лаб или вежба која што ја прават, нели, слушателите, посетителите на курсот. На таков начин ќе се стекнете не само со теоретско знаење, туку и со практично знаење. А еве агендата, односно кои се модулите кои што се опфатени во овој курс. Значи, рековме како може да се дојде до локацијата, каде може да видите содржината. Јас ќе се фокусирам само на аутлајнот на овој курс, каде што ќе се обидам, нели, да објаснам што е тоа што ќе се изучува. Значи, најпрви започнуваме со еден вовед во Transact SQL.
за Business Intelligence, прво ќе дефинираме што е Transaction SQL, што е Business Intelligence и потоа ќе ги дефинираме начинот на чување на податоците во релационна база. Ние, затоа што е нели Microsoft курс, ќе работиме со Microsoft релационата база SQL, Microsoft SQL Server. Односно, уште на самиот почеток ќе се обидеме да направиме еден ваков диаграм, каде што се представени сите табели кои што ги имаме во базата, релациите, ќе позборуваме зошто имаме релации, зошто тие се битни, како се кријат и така натаму. И ќе можеме на крајот од првиот курс да знаеме да креираме диаграм и да протолкуваме, односно да видиме каква е релацијата помеѓу табелите кои што ги имаме во базата. Тоа се работи во првиот модул, потоа следат модули каде што почнуваме веќе да пишуваме select statemenти. На почеток одиме со наједноставниот select statement кој што вклучува select клаузула, where и order by. Потоа имаме модул каде што е опфатено комбинирање на податоците преку користење така наречениот join оператор, значи ќе ги видиме типовите на join, зошто join ќе ги дефинираме и ќе видиме каков е резултатот кој што ќе произлезе на крајот на денот при пишување на едно join query. А потоа ќе продолжиме понатаму со креирање, односно користење на агрегатни функции и на group by клаузулата во кверијата. Па ќе продолжиме веќе со, јас би рекол, по-адванс кверија, односно по-адванс техники за пишување на кверија, а тоа се subкверијата, така наречените derived табели и Common Table Expressions, односно CTE. Модул 6 е повторно малце по комплексен модул, каде што ќе видиме како можеме да ги енкапсулираме, односно како можеме да направиме еден објект во SQL сервер, кој што објект е дефиниран со некаков select statement и подоцна да можеме да го користиме не само ние, туку сите наши колеги, затоа што како таков е зачуван во самиот SQL сервер. Значи ќе позборуваме за view-ата, за функциите, како ги креираме и што се и за store процедурите како основни објекти. На крај имаме getting your dataset to the client, значи нели тоа што го учевме во претходните 6 модули, треба нормално да го потребиме негде. Тоа негде е во нашата клиентска апликација Excel или во Power BI или Tableau или која сакате алатка за анализа на податоци, односно тие кверија кои што научивме да ги пишуваме, ќе видиме како може да ни дадат резултат во некоја клиентска апликација како што да речеме Excel или Power BI. На крајот на курсот ќе бидете подготвени, односно ќе можете да напишете квери кои што јас го категоризирам во така наречените кверија со средна комплексност, што значи ќе имаме сериозна работа и ќе можете да напишете едно вакво квери. Например, базата со која што вие ќе работите е за време на курсот се нарекува Car Dealer и тука ако погледнете имаме сет од табели, односно имаме една табела Cars, друга Customer Knows, Customers, Persons и така натаму и така натаму. И ќе можете да напишете едно вакво квери, кој што кверија има select клаузулата. Значи започнуваме со select. Ќе рековме затоа што ги учиме join-ите, значи сега ќе знаете да земете, односно да извлечете податоци од две и повеќе табели, па така јас ќе користам овдека како прва табела Cars, па ќе користам join оператор, нели тоа што ќе го учиме за да извлечам и податоци од друга табела. Нормално ќе научиме како може тие да се поврзат, значи ќе научиме on клаузулата, каде што имаме c.carID еднакво на s.carID, значи едно вакво квери, кој што ќе ги спои овие две табели и ќе прикаже, еве да кажеме вака, од Cars, мене ме интересира моделот на автомобилот кој што го продаваме, кој е брендот, брендот овдека е под make колона и ќе ме интересира, например, да видам сума од sales amount, нели да знам продажбата од секој бренд и секој модел во рамките на брендот,
колкава продажба, односно профит сум остварил. Значи, тука да кажеме сакаме да видиме информација за sales amount и ќе додадеме една group by клаузула, затоа што ако ова query тако како што е јас го извршам, сега ќе има ерор, затоа што не е во согласност со синтаксата на select statementот, па ќе додадеме на group by клаузула каде што ќе специфицираме пошто сакаме да бидат групирани овие податоци. Јас малце ќе го преуредам датасет, group by клаузулата, да биде нешто вака. И на крај ќе го извршам ово и веќе добивам информација, па дури, затоа што учевме и подредување, ќе може да го подредам овој мој датасет. Например, по колоната, вака нека биде, не, по make ќе го подредам, вака. И сега веќе имам се што ми е потребно. Значи, имам за во рамките на секој еден make, односно производител, како што е AMC, например, како што е Chevrolet и така натаму, секој од моделите кои што сум ги продавал, колкав е амаунтот, односно профитот кој што го имам остварен. Ова е, реков, едно query кое што е со некоја средна комплексност и ќе можете дефинитивно да пишувате вакви query по завршување на курсот. Одиме со следниот курс, а следниот курс е курсот Analyzing Data with Power BI. Тоа е со код 2778. И повторно од овде, ако погледнете, ќе ја видиме целата содржина на курсот, односно кои се модулите кои што се опфатени. Значи, на почеток започнуваме со еден вовед во Business Intelligence и во Sales Service BI. Значи, ќе дефинираме што е тоа Sales Service BI, ќе дефинираме што е Business Intelligence, кои се трендовите таму и така натаму, и веќе во вториот модул, кој што е вовед во Power BI, во овој модул, значи, ќе поразговараме за елементите кои што го сочинуваат Power BI, односно Power BI desktop апликацијата, која што е free, потоа Power BI Service, ќе ги спомнеме Power BI Report Server и ќе спомнеме Power BI мобилната апликација. Тука веќе ќе видиме, нели, ќе поразговараме кои се опциите, односно кои се можностите што ги имаме во сите тие компоненти на Power BI. И во третиот модул веќе почнуваме со нешто конкретно, а тоа е начин на конектирање на податоци од Power BI. Спомнавме, нели, уште кога се обидов да дефинирам што е тоа анализа на податоци, реков, нели, дека еден од чекорите во тој процес на анализа на податоци е прибирање на податоците. Епа, значи, овдека во овој модул ќе зборуваме за начини на конектирање и прибирање на податоци од Excel и од SQL Server. Значи, вие после овој модул ќе можете да, односно ќе знаете дека од GetData ќе можам да извлечам податоци од најразличен број на сорсеви, најразличен вид на сорсеви, се извинувам, почнувајќи тука од SQL Server, Excel, TXT фајлови, ако имате некои други релациони бази како што се Oracle, како што е PL, PostgreSQL, MySQL и така натаму, значи да се конектираме до тие бази на податоци и да повлечеме податоци од таму. Например, од SQL Server ќе знаете дека ќе треба да се направи connection string овдека, да се дефинира кој е серверот. Откако ќе се конектирате до самиот сервер, ќе научите дека треба да изберете која е базата каде што се наоѓаат вашите податоци и која е или кои се табелите кои што ќе бидат предмет на анализа, односно ги содржат податоците кои што ќе се анализираат. Јас веќе имам неколку табели лоадирано, сега ќе ја додадам само да им customer табелата од оваа наша база. Тука имаме и preview. Имам две опции, или load или transform data. Значи, ја сега ќе направам load да се лоадираат, затоа што transform data ќе дојде подоцна. Значи, рековме, ќе научиме како од SQL сервер, ама и ќе научиме дека Power BI ни овозможува да комбинирам податоци од различни сорсеви, па сега, иако јас веќе се имам конектирано до SQL сервер и имам лоадирано неколку табели, сега можам дополнително да се конектирам и до Excel, па да кажам кои се табелите, односно кои се фајловите со кои што ќе работам, кои што сакам да ги лоадирам. Еве да кажем, јас ќе изберам Sales Europe, Excel-от ќе кажам Open, во рамките на Excel-от имам еден worksheet, ќе треба нормално и овдека да го изберам.
worksheetот кој што сакам да го лоадирам и одиме со load. Понатаму, може да додавате вакви сорсеви колку сакате, значи и други Excel-и, и други релациони бази на податоци, и сервиси доколку имате и така натаму. Јас ќе лоадирам уште еден Excel затоа што после ќе ми треба од истата оваа локација. Тоа е овој. Значи ова е предмет, односно тоа што ќе го изучуваме во овој модул. Ќе ја изберам оваа табела, односно овој worksheet и дојдеме да видиме понатаму што ќе изучуваме во рамките нели на овој курс. Одиме значи со четвртиот модул, ако треба, секогаш кога ме прашуваат, ако морам да изберам кои се најбитните модули од овој курс, тогаш секогаш акцентот го ставам на модул 4, кој што е Shaping и Combining Data, и на модул 5, кој што е Modeling Data. Значи, без да знаеме како да ги организираме податоците во Power BI, не може да стане збор за некоја квалитетна анализа. Значи, во првиот, односно во модул 4, ќе зборуваме за начини на организирање на податоците, односно за shaping на податоците во Power BI и за комбинирање на податоците од различни сорсеви. Видовте дека јас овдека лоадирав два Excel файла, едниот Europe, другиот беше North America, и всушност тие Excel файлови содржат продажба од моите, да речеме, два стора, кои што ги имам, две продавници. Едниот се наоѓа во Европа, другата продавница се наоѓа во North America. Сега, сигурно би сакал овдека да ги имам на купче овие податоци, односно во една табела, па затоа веќе тука во овој модул ќе почнеме да го разгледуваме query едиторот на Power BI, кој што ни овозможува токму тоа, да ги комбинираме податоците од различни сорсеви, да правиме трансформација на податоците, односно да направиме комплетен ETL, односно Extract, Transform и Load процес, кој што подоцна ќе се аплавува на редовна основа. Еве, например, што можеме да направиме овдека? Рековме дека би сакал да ја добиам продажбата од Европа и од North America во една табела, па затоа може да искористам Append Queries опцијата, ќе отидам на Append Queries, ќе изберам која е втората табела која што сакам да ја додадам, тоа е нашата табела North America. Ако кликнам на ОК, значи во табелата Europe ќе бидат додадени и податоците од North America. Дополнително, овој query едитор ни нуди многу различни опции. Например, можам да ги прочистам податоците. Или, доколку одредена табела не ми треба, доколку одредена колона, се извинувам, некој датасет не ми треба, можам да ја избришам. Еве да кажеме, ќе отидам, да речеме, во нашава DIM Customer табела. Во DIM Customer табела, ако погледнете title колоната, понеже сигурно нема да анализирам. Меѓутоа, дури да анализирам, најголем дел од вредностите мислим missing, односно се null, така да оваа колона може да ја избришам. Па потоа може да додадам и нова колона овдека, значи додека сум уште во query едиторот, ако отидам на add column, имам conditional column, па додека ќе направам една колона која што ќе наречам например вака. Ај прво да видиме што ќе направиме, значи овдека имам една колона, да видам само како се нарекуваше, еве gender. Gender колоната е класичен пример каде што имаме, велиме, хардкодирани вредности. И овие хардкодирани вредности не се, ајде да кажам, добар пример да ги користам во моите чартови, па затоа јас би сакал овдека наместо M и F да добиам male, female или ако е некоја друга колона, нешто друго. Тоа може да го направам, рековме, со conditional column. Значи, ќе кажам дека сакам да креирам нова колона која што ќе се нарекува gender description, да кажеме, ќе се базира на постоечката gender колона, каде што барам вредности внатре еднакви на M и нив ги заменувам со male. Поспротивно, ако не е M, ги заменувам со female, велам ОК и добивам нова колона каде што веќе имам дескриптивни вредности male, female или што и да е, а не хардкодирани вредности. Откако ќе ги направам овие трансформации, сигурно овдека ќе учиме, нели, во текот на курсот и како може да направам DAX кверија. Значи DAX кверијата се опфатени во следниот модул, а тоа е во Modeling Data. Значи тука
ќе видиме како можеме да го искористиме query едиторот да направиме, да напишеме, да креираме некаков си measure. Ајде да кажеме дека овде сме готови и токму поради тоа јас ќе направам close and apply. Сите сето она кое што јас сега го кликав е зачувано во Power BI. Еве го. Повторно ќе се лоадира и веќе може да правам визуализации. Но ајде да го видиме нели она кое што е опфатено во следниот модул, рековме моделирање. Во овој модул ќе ги разгледаме релациите. Значи откако сме ги лоадирале податоците, тука ги имаме сите табели. Сега ќе позборуваме за типовите на релации, зошто воопшто постојат тие, како се креираат, како можеме да ги модификуваме. И рековме потоа ќе креираме одредени межери кои што ќе ги користиме во нашите визуализации. Еве на пример, јас ќе отидам во нашата DIM Customer табела која што ја лоадиравме во Power BI моделот и ќе креираме еден нов межер со користење на DAX expression. Тој нов межер, односно тоа, ајде нема да биде межер, да не ве збунам уште сега, значи тоа што сега ќе го направиме со DAX, ќе биде нова колона, значи уште еден начин како можам да креирам нова колона, значи на DIM Customer ќе отидам во New Column, па ќе кажам дека новата колона се нарекува Full Name, да кажеме, така. Ќе искористам DAX query за да ги конкатенирам First Name колоната со вредностите кои што ги имам во Last Name колоната и добивам повторно нова колона. Или, тоа што преска почнав да го правам, ако отидам во Sales, односно во Fact Internet Sales, еве, Fact Internet Sales, од овде може да направам measure, кој што measure подоцна повторно ќе го користам и него во визуализациите. Ајде да го наречеме овој measure, значи Total Sales демо ќе го наречам, затоа што веќе имам таков, да не настане преклопување и ќе користам една функција која што имаме редовна функција во DAX јазикот, тоа е sum функцијата каде што сакам да сумирам, да речеме вака, ќе се референцирам кон Fact Internet Sales, така е, и колоната е Sales Amount. Ете така. Значи, со помош на овој DAX expression, јас всушност креирав еден measure, кој што подоцна ќе можам да го визуализирам. Тоа што е опфатено, значи, до модулот 5, кој што е Modeling Data, и потоа идеме со модул 6, интерактивна data визуализација, односно ќе позборуваме за самите визуализации и како може да имаме интеракција помеѓу нив. Например, откако веќе сме го направиле межерот, ајде, еве го Total Sales, межерот кој што го направивме демо, сега ќе може да го визуализирам. Еве да кажеме, ќе сакам да представам колка ми е тоталната продажба, сакам да ја представам, например, како карт визуализација, еве. Значи, тука веќе имаме еден показател кој што ни покажува само една вредност, односно колка е вкупниот sales amount, но може да направам, да му дадам и контекст на тој межер, значи може да го изберам повторно истиот межер, тоа е Total Sales, еве го, ќе го изберам него за да направам нова визуализација, меѓутоа ќе му дадам контекст и ќе кажам дека сакам межерот да го анализирам по, ајде да кажеме, од DIM Sales Territory да земам Sales Territory Country, значи еве го, па сакам да го анализирам и по држави продажбата и така натаму. Значи, исто така ќе научиме како можеме интерактивно, на крит гледате на еден од баровите да ги променам останатите визуализации кои што ги имам. И на крајот на денот можам да дојдам до еден ваков репорт, кој што репорт ми покажува буквално се што сакам да видам за моето работење. Одиме понатаму да видиме што е следно. Следно е Direct Connectivity, затоа што во денешно време и Зоки веќе спомна, имаме се поголем број на податоци.
Доста често, кога работиме со огромен број на податоци, сакаме да имаме, наместо да ги лоадираме, сакаме да направиме директна конекција, па затоа ќе видиме како се прави директна конекција. Од Power BI ќе видиме како може еден дешборд направен во Power BI и публикуван, да го повлечам и да го поставам на мојата веб страна. Значи, со користење на така наречените APIs, односно Application Programming Interface. И последниот модул е мобилната Power BI Mobile, мобилната апликација, која што ќе разгледаме, односно ќе видиме кои се можностите на таа апликација и што може да направиме со нејзе. Значи, генерално кажано, тоа се модулите, односно тоа е содржината на овие два курса кои што ги презентирав. Односно, Writing Analytical Queries и Analyzing Data with Power BI. Ти благодарам, Дејан. Значи, се завршуваме веќе со ова се. Благодарам и на тебе и на Зоки за практичните демоа. Она што на крај би сакала да кажам се оние реални практични проекти кои што ќе ги изработувате. Значи, не е само да анализирате податоци, како што покажа Дејан, и вистинската анализа е многу битна. Прочистување на тие податоци се многу битни. Видовте, од различни извори можете да комбинирате, тоа е моќноста на Power BI. Зима податоци од Excel, зима податоци од база, може TXT фајлови и на крај на едно купче, на едно заедничко место да ги анализирате. На крај би сакала да, дотолку имате секој од вас прашања, да постави на чет, или па дотолку некој сака и со микрофон да се вклучи. Слободно. Дали имате прашање? Слободно можете да пишувате во четот. Имам прашање едно, жели кратко само. Да, може да се представите? Давор Крстевски сум јас, работам во секторот на финансиски контролер. И сакал едно прашање да поставам во врска со merge queries, доколку датата ми е помалку од 1.048.000 редови, нели земајќи го правилото на дата нормализација, дали е попрепорачливо да одам класичното merge query на по SQL statement или да формирам Power Pivot. Ме интересира тоа заради тоа што дали Power Pivotот ми го зема computing power, фактички, дали перформанс губам за сметка на, нели, доколку креирам Power Pivot, а немам потреба од дата модул. Тоа е прашање. Дејан? Значи, вака, јас ќе се обидам многу кратко, нели, да одговорам на ова прашање. Прво, во зависност, нели, од тоа прво колкав број на податоци се обработуваат и така натаму, значи ќе зборуваме ние на самиот курс дека барем моја препорака е секогаш да успееме да ги подготвиме податоците пред да дојдат во Power BI, односно се што можеме да направиме надвор да го направиме. Во твојот случај конкретно, на твоето прашање, без да знам, нели, за комплексноста на самите податоци, без да знам за начинот на кој што ќе ги визуализирате и така натаму, јас би го направил, односно би постапил по тоа кој што прво го спомнав, односно без да правам некој си пивот query. Значи, тоа е мојот одговор, без да знам детали ниту за визуализација, ниту за комплексност на податоците, ниту нешто повеќе. Океј, фала многу, фала на информација. Да, Јана Колева имам прашање, со оглед на тоа што Microsoft ги укинува, значи Microsoft не ги укинува, значи овие сертификати MCSA BI reporting важи може да се полага до 31. јануари 2021 година. Сертификатот не ви стекува нормално, туку едноставно го имате тој сертификат, но Microsoft веќе во текот на јули мислам дека ќе го вади новиот Power BI курс со кој што може да полагате, се вика новата Microsoft Data Analyst титула, така што комплетно нашите тренери ќе ве спремаат и за најновиот испит, дотолку сакате да се стекнете со најновата титула што се вика во моментов, што уште е бета испитот Microsoft Data Analyst со новиот курс за Power BI. Јана, дали ви одговоривме? Слободно може да поставувате, кој сака може да се вклучи со микрофон, да биде малку и поживо.
Блонд Касими, да, имаме веќе таков разговор и интерно, затоа што се повеќе имаме значи слушатели кои што сакаат и на англиски јазик, секако дури размислуваме, значи дотолку оваа регуларна група биде на македонски, другата да биде на англиски. Едноставно минимум за кај нас почнување на англиски е 5 минимум слушатели да започнеме. Нема никаков проблем затоа што тренерите интернационално држат. Како би се надополнила испуштеното предавање, како да кажем, сега за сега не сме имале некој проблем, обично кога се пропушта некое предавање, затоа што не ги даваме, строго е забрането снимање од Microsoft на сите сесии и дистрибуирање на сите сесии, тоа се презентации по лиценца од Microsoft, така да ако некако испуштите едно доаѓање, во секој случај знаат да го одржат тоа предавање one-to-one со тренерите. Други прашања, слободно можете да поставувате, нема никаков проблем, тука се Дејан и Зоран да ви одговорат и технички прашања. Значи, започнуваме Томислав на 29 јуни, од 5 до 9, ќе видиме некои работат и по британско време до 6 часот, дали биделе од 6 до 9:30, но секогаш во секој случај ќе биде попладне. Попладне, значи 29, 6 дена идеме, правиме 2 недели пауза, доаѓа негде средина на јули, 2 недели до крај на јули, завршуваме 27 јули вториот курс, правиме првите 2 недели во август пауза, каде што работите на практичните, средина на август, како доаѓа, не ме фаќате збор, 15 август, почнуваме со третиот курс Power BI. Значи, попладне флексибилни сме, значи ако не можете од 5, 5:30 или 6 да започнеме со предавањето и онлайн се предавањата. Сите, за сега. Добрата можност е што ги имате вежбите и да си ги и книгата е Forever ги имате од Microsoft. Она што е добро, кога слушате Microsoft, не знам дали приметивте и Дејан и Зоран кога ги презентира, имаат верзии на курсевите 2778 А, Б, значи како вади нова верзија Microsoft на курсот, секој Microsoft слушател ја добива фри новата апдейт верзија. Сега за сега, Дарко, обично се некогаш и минатата година се усогласува, некогаш ако идат на одмор, па да поместат една недела, значи се договарат интерно сепак за тренерите. Ова е сега таа агенда, мислам, тој распоред што ви го кажав, но сепак работат заедно тренерите со групата, така се договараат и они заедно за распоредот. За вториот и третиот курс. Првиот е фиксен 29 јуни. Ајде, очекувам повеќе прашања, сакам дискусии, кај нас е динамично на часовите. Заглават на вежба, може да видовте дека се шеруваат екраните, може да ако заглавите самите тренери да се закачат на вашиот десктоп да ви помогнат со вежбата. Па ги поканувам колегите да дојдат, они се во другите училници, да ве поздравиме заедно сите, нормално со маски. Колеги, се слушаме, ве чекаат и другите. Дали се гледаме? Да ве поздравиме. Ви благодариме на сите за одвоеното време на онлайн презентацијата за летната менторска школа. Ова е Дејан и Зоки бевме заедно. Па се гледаме. Поздрав. Чао. Чао.